Прифатниот камп кај Гевгелија денеска полн со мигранти. На секои 15 на минути се пропушташе група од по 50 луѓе кои едва и чекаа да се отворат портите на истиот и влезат во камповите на УНХЦР. Таму имаат обезбедено храна и вода. Мигрантите кои денеска чекаа влез во кампот, а истовремено и документи за легален престој и транзит низ државата, велат дека се задоволни од третманот кон нив. Нивните коментари беа се погласни дека најлошо засега минувале низ Грција и Турција. Чекале со денови, а немале никакви услови во нивна територија. Спиеле по земја без никаква заштита. Најмногу децата го чувствувале студот. Велат дека овдека барем имаат пристоен третман. Беше многу тешко да дојдеме до овде, бидејќи патувавме преку морето од Турција. Дојдовме во Грција со многу мали чамци, каде едва и сите не собираа. Имаше со нас многу мали деца и жени. Навистина многу тешко. Кога стигнавме во Грција, спиевме на земја и бевме речиси 3 дена. Многу е тешко, посебно во Грција. Бевме на еден остров во многу лоши услови. Спиевме на влажна земја, а децата најмногу го чувствуваа студот. Поради штрајкот на машиновозачите на македонски железници, сообраќајот со возови е прекинат. Мигрантите кон север заминуваат само со автобуси. Мигрантите единствено што се задржуваат кај нас е се до моментот додека не им се издадат документите. По прогласената кризна состојба на јужната граница, припадниците на армијата остануваат се до моментот на повлекување на одлуката. Локалните власти се во постојани координативни средби со повеќе инстанци, како и на кој начин да им се излезе во пресрет на мигрантите. Последната одлука е да се донесе чиста вода за пиење во прифатниот камп. На терен се поголем е бројот на членовите од повеќе светски домашни хуманитарни организации, кои 24 часовно ја пружат неопходната помош на сите мигранти.